Јас денеска сакам да го прочитам текстот за денес, кој е последниот дел од Ефесијаните, затоа ќе ве замолам да станете, ќе учитаме текстот, кој вели вака. Па така, браќа и сестри, зајакнувајте се во Господа и во моќта на неговата сила. Облечете се целосно со оружјето и оклопот Божи, за да можете да им одолеете на ѓаволските и троштини, зашто нашата борба не е против крв и месо, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој свет, против небесните духови на злобата. Затоа земете го оружјето и оклопот Божи, за да можете да се спротивставите во денот на злото, та откако ќе завршите се, да обстоите. И така стоите цврсто, препашени со вистината и облечени во оклопот на праведноста. И нозите да ви бидат обуени во подготвеност за благовестието на мирот. А на се, земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо. Со секаква молитва и молба, во секое време молете се во духот и во такво расположение бидете будни со целосна истреност и молитва за сите светии и за мене, така ќе отворам устата да ми даде слово за слободно да ја соопштувам тајната на благовестието, заради кое сум пратеник во окови, за да го проповедам смело како што ми прилега. А за да знаете и вие како сум и што работам, за се ќе ве извести Тихик, возлюбениот брат и верен служител во Господ, кој токму заради тоа го пратив кај вас, за да дознаете како сме и да ви ги утеши срцата. Мир на браќата и љубов со вера од Бога Отецот и од Господ Исус Христос. Благодатта нека биде со сите што го љубат нашиот Господ Исус Христос со нераспадлива љубов. Амин. Амин. Повелете седнете. Заедно со мене во овие 11 недели, па можеби 11 мислам дека беа недели, слушнавме 6 различни проповедници да проповедат на посланието до Ефесијаните. И верувам дека сите заедно зборувавме и проповедавме од различен агол. Што е тоа што апостол Павле сака да го каже? Колку само моќна завршница на една долга и длабока тема од посланието до Ефесијаните. Има доста од тие зборови кои се, да кажеме, теолошки термини кои ги повторуваме тука, има малце сликовит јазик, што значи да се биде, против кого се бориме, поднебесните сили, сега се правите, добро, кои сте тие поднебесни сили? ВМРО, СДС, не знам кои се тие, треба да ги анализираме. Во секој случај, апостол Павле користи многу таков сликовит јазик, но од друга страна, нагласот на тоа што треба да го видиме е кој тој нас не повикува ние да бидеме. Почнува со охрабрување до Ефесијаните, од прва глава, за тоа кои се тие во Господа сега, но и уште пред создавањето на светот, дека ние сме одбрани од Господ за добрите дела кои тој ги наменил за оние кои се според неговата волја, кои пребиваат во верата. Затоа кога апостол Павле ги охрабрува, им кажува не се плашете. Тоа е тоа, значи Господ е со нас. Господ ни дал благодат да бидеме со него. Затоа апостол Павле ќе ги повика од 4 глава натаму да бидат достојни за повикот во кој сме повикани. Не само да кажеме јас сум христијанин, така сум роден јас. Која прашавме, мислам дека една од нашите керки, како беше така сум родена, кажуваше нешто. Така се роди. Да. Као, ќе прашам, зошто си ти толку убава? Па така се роди. Тоа е тоа. Така се чувствува. Не е поентава за дека така си се родил. Поентата е дека апостол Павле не повикува да бидеме тоа што веќе сме, активно, да бидеме намерни во нашиот живот. Повикани сме да стоиме цврсто во Господа и да не попуштиме пред духот во овој свет. Па дури да не мешаме темнина со светлина. Мислам дека пастор Иван Грозданов зборуваше за таа работа, за темнината, за светлината, за таа некоја одвоено да стоиме цврсто во нашите животи, бидејќи сме светлината во светот. И нема потреба тука да има било што заедничко со темнината, каква и да изгледа таа темнина. Сепак, ние сме во светот, да се биде различен од темнината не значи изолација. Ние сме во светот и нашата светлина во светот ќе свети само доколку нашиот однос со Бог свети преку нашиот однос со ближните, оние кои се околу нас. По тоа се анализира нашиот однос со Бог.
На некој начин Павле не предизвикува да стоиме цврсто во Божјиот дизајн и да не попуштиме на културолошките промени и ветришта кои цело време се менуваат и цело време се различни. И окей, го читаме апостол Павле, јас ви кажав во една проповед, апостол Павле бил многу свет човек, ама он не бил многу фин човек. Тие се две различни работи. Има една приказна за баба Вања, таа што беше бајачка во Бугарија. Вика, замислете, таа жена пребива во темнината. Се што прави во темнина. Сака да отвори манастир за баба Вања и црквата оспорува, се бури против ова, онака попот во тој момент или владиката, не знам кој бил, малце остро реагирал. И баба Вања му вика, по тебе треба да излезе на убавото, не лошото. Као, зашто таква реакција? И апостол Павле бил еден таков тип. Он бил свет човек, ама не може да предвиди што ќе излезе со него. Ако е он тука, сега ќе ти постави некои тешки прашања за животот. Кој си ти? Зошто го правиш тоа? Кој е твојот повик? Дали тоа што го кажуваш, го живееш? Апостол Павле бил еден таков човек. И можеме ќе кажеме, окей, апостол Павле, убаво тоа што го кажа, но како да го направиме тоа? Како да го живееме таквиот живот? На кој начин јас ќе можам да се борам со сите тие бранови со кои се соочувам како индивидуа? Денес културата налегува силно преку сите алатки кои ни се достапни. Се малце ќе зборам за тој прв дел, каде што апостол Павле зборува за поднебесните сили, за што и да значи тоа. Всушност, пропагандата која непријателот, Божиот непријател ја води, не е надворешна. Не мора да излезам навор од мојот дом, за да бидам изложен на културата и филозофијата и на пропагандата на непријателот. Сега можам да си седам дома на мојот кревет и преку телефонот може да бидам достапен за било што или јас да правам било што. Тоа што понекогаш го забораваме е, ја би кажал, количината време во кое сме изложени на одреден глас и како тоа влие на нас. Понекогаш не размислуваме, окей, ако јас посветам толку време за нешто, на нешто, како тоа влие на мене. Имаше додека студиравме теологија, еден професор викаше, ако дневно посветиш 10 сати, активно читање, пишување и така натаму, едноставно не ти бега тоа дека ти ќе станеш гениалец во одредена област, дека ти ќе станеш сколар во одредена област. И така е. Посвети 10 сати време на нешто, колку и да си бавен, како мене, ти во одреден момент ќе станеш гениалец. Затоа што интензитетот на време кој го посветуваш те турка во одредена насока и влијае тоа на тебе, те менува како личност. На што си изложен најголем дел од времето? Да си го поставиш прашањето. Сега непријателот не користи насилна пропаганда. Слушаме, читаме за мачениците. Еве сите, ако гледате икони низ црквите, сите тие биле маченици. Пострадале за верата, пострадале за Христос. Во моментов немаме таква борба. Во моментов да се биде христијанин е остави дури и модерно. Не е устилот прогонство. На некои места во светот во Кина, во Нигерија, има таму прогонство. Забрането да се биде христијанин. Тие што се христијани се кријат. Но кај нас воопшто не е забрането. Кај нас методот кој непријател верувам го користи е благ, неприметен отпор и влијание. Се бори, непријателот се бори во контекстот на нашето време. На времето кој го имаме како ресурс. Во голема мера во нашата борба за црквата, јас разбирам дека најчеста битка која имам во планирањето на што активности ќе имаме, во каква мисија ќе имаме како црква, што ќе правиме како заедница, јас верувам и знам дека битката во тоа духовно размислување и молитва кој ги имам, не е на ниво на вашите дарови и способности, таленти кои ги имате. Сите вие сте многу надарени, имате многу таленти и дарови со кои можете да служите и да допринесете. Туку битката се води на ниво на сечи календар. Мислам дека на ниво на календарот е битката. Ќе ви кажам и зошто. Секој од вас и од нас е пребукиран. Презафатени сме. Преморени сме од се не изморува, не истоштува. На рап на некаква пропаст или на рап на некаков бърн-аут сме цело време. Тука сме, устилот колата
а ти што возите кола, ја турираш до 5 цело време, до 6, овака. У прва брзина си, али турираш до крај. Си кажеш колку ќе издржи таа кола. И после ти веќе немаш простор за ништо друго. Отприлика тоа е животот. И битката се сведува на тоа ниво, дека немам време, енергија за ништо. Битката се води во календарот. Немаме простор, точка. Ево да го отворам и се јас не проповедам на вас, си проповедам и на мене. Да го отворите мојот календар, ќе видите многу точки таму. Пребукиране. Без да приметиш ти 90% од времето ќе го поминеш изложен на одредена пропаганда, преку телефонот, преку телевизорот, што и да е. Целата борба на непријателот сега се сведува на тоа да те одвои од Божиот збор, да немаш време за ова. Сегаш кога ќе имаш време за ова, ќе си одделиш време за ова, нешто ќе искрсне. Од времето на молитва ќе ти одземе колку што е можно повеќе. Од времето на заедништво со другите верни ќе ти го одземе тоа. Со различни проекти, со што и да е, ќе најде начин. Од времето на заедништво да го студирате Божиот збор заедно. Јас сватив дека колку и контексти да направиме ние за проекти или планови како црква, ако битката не ја победиме во календарот, џабе. Реално џабе. Ако не одвоиме секој еден од нас посебно време за Божиот збор, за заедништво со верните, заедништво со Бог, да го студираме Божиот збор, може да бидеме наорганизирани, да ги имаме најдобрите планови, најдобрите проекти, ние прво како индивидуа, после како заедница, нема да растеме духовно. Нема шанси. Нема шанси. Тука се води најголемата битка. И апостол Павле не штеди зборови кога кажува дека ние сме во активна војна, духовна војна. Не штеди. Не кажува еден термин, кажува 15 термини, за да им каже на тие луѓе, Цезарот сам по себе не е проблем, верувајте ми. Стражарот кој го чувам затворот кој јас се наоѓам не е проблем, го гледам. Не е проблемот. Проблемот се наоѓа од другата страна на тие луѓе кои се искористени за да можат да ни го украдат времето, да ни украдат се што имаме. Имаш повеќе работа, повеќе обврски, повеќе измореност и потреба да се одмориш. И најчесто тоа, верувајте ми, значи во црква сум веќе 20 години, најчесто денот за одмор, кој не е единствен ден за одмор, ќе ни биде недела. Да се одмориш од нешто, да прошеташ некаде. Друг ден немаш. Точка. Ќе бидат тоа неодложени обврски, емотивни ветувања кои си ги дал, кои мораш да ги исполниш. Во други моменти тоа ќе изгледа на следниот начин. Момент кога ќе седнеш да го читаш Божиот збор, и тоа ви го кажам од искуство. Седнеш да го читаш Божиот збор и тогаш добивам порака. Ќе отварам пораката, како што вика Ѓорѓо Балашовиќ, и така то крене. Почнеш со прва порака и листаш втората и одма на Рилс одиш, цак, 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 и пола сат. Времето што си го одделил да го читаш, да ја читаш Библијата, го снемува и после треба да одиш на работа. Тоа е тоа. Едноставно, борбата за времето кој го имаме како ресурс е силна. Непријателот, Божиот непријател, ќе ја примени таа блага тиранија само и само да те одвои од Бог, бидејќи тоа му е единствената цел која има. Тие што може би прв пат ја слушате проповедта што ја кажам, ова е градење на одредена тема веќе 11 недели. Затоа што апостол Павле не води низ една духовна патешествие на една црковна заедница. Ги открива тие некои замки во кои верниот човек Божи може да падне. Има една состојба во која се наоѓаат понекогаш христијаните, кој можам да ја објаснам само со проблемот со храната. И ви кажам што стана збор. Често пати ми кажуваат дека за да ослабнам малце, а треба да ослабнам малце, малку повеќе, ќе треба да јадам побавно. Сте го слушнали тоа? Треба да јадеш побавно. Зошто? Затоа што информацијата од желудникот, додека дојде до мозокот, дека си сит, треба малце време. И сега ако јадеш брзо, ти фактички може да бидеш сит веќе, ама информацијата не дошла тука и ти уште јадеш. И после, кога ќе дојде веќе информацијата, е too late, ти си веќе прејаден, веќе си ставил премногу храна во стомакот и ти доаѓа мачна, тешкотија, што би требаше да јадам толку, се каеш после до следниот оброк. После пак јадеш брзо и така натаму.
Ова е асоциација за како понекогаш христијаните изгледат, ќе ви кажам вака. Со тек на време, некои луѓе кои почнале во верата, поретко почнуваат да посетуваат богослужбите, со прескокнуваат недела, као па добро, не е закон, ние не живееме според закон, живееме според благодат. Точка. И тоа е така. Ама не дојше една недела, втора недела. Помалку време изложен си на Божиот збор, не го читаш Божиот збор. Помалку време поминаш во молитва, помалку време поминаш во заедништво со верните. Мислат дека помалку им треба духовно водство, какво и од кој да е тоа водство. Помалку време поминуваат време со Божиот збор и молитва и не можат на време да сватат дека нивната вера се изладила и дека нивниот жар за Бог го нема. Застану го нема, не е тука. Нивната само перцепција, како тие себе се замислуваат и гледаат, како стојат тие во верата, и нивната реална состојба се разликуваат. И сите ние имаме некоја само перцепција која не е вистинска за нас. Понекогаш у лош аспект. Пример, понекогаш мислиме дека сме погрди од тоа колку што сме. Јас секогаш кога ќе седам во огледало, човече, устилот, секогаш се гледам мојата само перцепција дека сум погрд од колку тоа што сум. Се надам дека не сум толку грд колку што имам, се немам толку проблем со тоа, мај да кажам. Али само перцепцијата знае да биде искривена од вистинската слика во која ти си. Тоа е за лошо, понекогаш е за добро. Понекогаш имаме некоја само перцепција дека сме предобри во одредена област, а ние уствари не сме толку добри во таа област. Понекогаш во христијанскиот живот, понекогаш имаме таа некоја само перцепција дека ние сме топ христијани, без да сватиме дека нашата вера се изладила, дека ние веќе не се потпираме. Значи првиот момент на проблем не одиме кај Бог, да го правиме нешто сосема трето и така натаму. Има задоцета информација за тоа во која состојба се наоѓаш, како што понекогаш касни информацијата од желудникот до мозок. Ќе дојде момент и ќе разбереш, ќе сватиш во која состојба си. И се надам дека за многу од нас тоа ќе биде денес. Ќе разбереш дека како христијани, како Христов следбеник, слушно ти се наоѓаш во средиштето на една космичка војна, како што ја пишува апостол Павле. Преполна со мали, но и големи битки. Има многу битки. Секој што се обидел да живее според верата, прво нешто што ќе го осети, ќе биде некаква битка, некаков отпор. И тоа е интересно. За ништо друго во животот нема да почувствуваш некаков отпор, колку за ова. Да кажеш, сега јас ќе му верувам на Господ, сега јас ќе го следам Господ, онака како што ме повикува, веднаш имаш некаков отпор. И не можеш да си го објасниш што е тоа. Се обидам да бидам подобар, а имам отпор. Нема охрабрување, има отпор. Често пати битката ќе се случува на разина на твоето срце. Битката нема да се гледа. Тука ќе биде битката, негде внатре. Дали тоа да го направам, дали да не го направам. Дали бидам доследен на тоа, дали да не бидам доследен на тоа. Тука на разината на твоето срце ќе биде битката. Но поразите или победите од тие битки никогаш нема да останат таму, никогаш нема да останат скриени, туку ќе се манифестираат во твојот секојдневен живот. Има влијание врз тебе. Павле овде со последната слика која ни оставува во послание, ја користи, ни покажува дека се наоѓам во една таква војна, во една таква битка. Слушам доста подкасти во последно време за Прва и Втора светска војна и ги уживам тие подкасти. Има еден подкаст што ми е омилен, се вика The Rest is History. Овие што зборуваат за Прва и Втора светска војна, ептен добро ја прикажуваат целата наратива, како дошло до војната, како многу ја подкаст. И со Дори баш пред некој со Керка ми зборев пред некој ден за Втората светска војна и за тоа како мојот прадедо ми кажувал за приказните од Втора светска војна, ти ужасни приказни. Доротеја се трешеше цело време, пошто не се баш фини. И кажал за моите прадедовци, кои биле во Првата светска војна, па биле под различни робства и како трагично завршиле, онака каубојски филмови, искрено да ви кажам. И борбата за живот после тие настани. Мислам дека тоа што јас сум го слушнал на подкаст, или тоа што сум го гледал како документарец за светските војни и борбата што се случува, апостол Павле го има тој поглед во неговите мисли, во неговото разбирање за духовната војна во која се наоѓа овој свет. Има една јасна слика за што се случува моментот кога ние ќе стапнеме во таа некоја духовна
сфера, како христијанин. Моментот кога ќе станеш Божјо дете, какви војни се подигаат околу тебе. И апостол Павле е многу свесен против што се бори константно. Апостол Павле има длабок увид во духовната битка во која се наоѓаме постојано. Тој не пристапува на тие битки како на по принципот скрушен, стуткан, исплашен. Воопшто не пристапува така. Тој не действува според принципот седи мадро да не биде модро, го знаете тој. Скјути си тамо да не изедеш кјутек и така натаму. Или ова наша македонска што е наведната глава, сабја не ја сече. Воопште апостол Павле не пристапува така на тие духовни битки. Тој пристапува храбро. Тој ги именува и тој се спротивставува. И ја предизвикува црквата да тргне во еден таков поход. Затоа што тој знае дека војната во која ние се наоѓаме, духовната војна е добиена војна. И тој како генерал на некој начин оди пред нас и не повикува да го следиме. И вика вака, 10 стих вели вака: па така, браќа, зајакнувајте се во Господа и во моќта на неговата сила. Облечете се во силата на неговата моќ. Облечете се во силата на неговата моќ. Борбата, како што е апостол Павле, е против духовните сили. Се бориме, но се бориме со реални работи, а не абстрактни работи. Кога ќе помислиме на христијанин, каква слика ни доаѓа на ум? Некој згрчен, кој се мачи, некој кој се дави од време на време, само ќе земе некаква воздишка. Обично сликата за христијаните, за тие што се во црква активни, се луѓе кои нема кај да бегаат веќе. Луѓе кои се толку веќе во каша, отишле, едноставно нема кај да бегаат веќе. Тоа е место за црквата. Или не понекогаш сликата за христијаните и за црквата е дека тоа е место за досадни луѓе, некој животот им е флет, линеарен. Едноставно нема што да се прави таму. Мислам дека баш така сака непријателот да се гледаме себе си, дури и себе си во животот со Бог. Непријателот има една долга црна пропаганда против Бог во секоја пора од нашето постоење. Непријателот постојано лаже за Бог, постојано манипулира за вистинската состојба и постојано зборува за твојата немоќ. Постојано ќе ти ги покаже твоите грешки, постојано. Онака од внатре. И тоа не е да кажеме на начин на кој Бог адресира некои работи, каде што кога Бог ќе ти укаже една работа овнатре, таа совест која ќе ти проговори внатре во тебе, кога ќе видиш потикна длабоко за што правиме со мојот живот, зошто сум отишол таму, зошто направив така. Кога Господ ти го зборува тоа, тој те носи по патот на покајанието за поблизок однос со него. Но кога непријател ти покажува некои работи, тој ти ги покажува тие работи и кажува за да те стутка во ќош и да не мрднеш од таму. Ја чувствуваш само вината и безизлезност. Отприлика тие се двата гласа кои зборуваат внатре во нас. Тој не сака јас и ти да ја видиме вистинската состојба, а тоа дека нам ни е достапна силата на Божјата моќ, како што вели апостол Павле. Во таа битка не сме повикани, затоа што силата на Божјата моќ е достапна. Неговиот животодавен збор во времето поминато во молитва и заедништво со верните. И апостол Павле вели: затоа земете го оружјето и оклопот Божи, за да можете да се противставите во денот на злото, таа откако ќе завршите се, да обстоите и така стоите цврсто. Еден збор што се повторува тука е зборот да стоиме. Да стоиме. И ако учите да овој дел, зборот стоење се повторува неколку пати. Да обстоиме, да стоиме, да обстоиме во благодата Божја, да стоиме цврсто како војници, да стоиме во надежта. Се појавува тој збор неколку пати. Јас видов каде се појавува тој збор, стоиме во Новиот Завет, онака прочештов малце, и на неколку места стои тој збор. Прва работа, ќе ви кажам вака: христијанинот или секој човек, ама христијанинот е повикан духовно да биде во две положби. Во две духовни положби. Прво, треба да биде скрушен и понизен, со поклон пред Господ. Тоа е првата положба во која е повикан. Но, тој исто така повикан да стои цврсто, да стои во борба против непријателот. Скрушен и понизен пред Господ,
да стои цврсто против непријателот. Честопати непријателот се обидува тоа да го испреврти наопаку. Што значи тоа? Тој се обидува да те уплаши и преплаши, искрушен и свиткан од страв да се криеш од него во некој ќош, но не дразни цело време и го обвинува Бог за се лошо што ни се случува во животот и не бутка да стоиме цврсто во борба и бунт против Бога. Ја испрвтува секојаш работа. Секојаш испрвтува работа. Наместо да стоиме под, тоест да клечиме под Божјата благодат, а да стоиме цврсто против непријателот, тој не обвинува и не тера да сме свиткани пред него, исполнети со вина, а да се бунтуваме и да стоиме цврсто против Бога. Бунтот против Бога. Тој испревртува целата ситуација. Павле вели вака: стоите цврсто, не во бунт против Бога, туку против шемите на непријателот. Тој може само да има шеми против тебе. Тој може само да те напака со зборови, со обвинување. Ништо друго не може да направи. Павле стои цврсто. Вели: но со помошта што ја добив од Бога, стојам до овој ден, во Дела 26:22 вели: но со помошта што ја добив од Бога, стојам до овој ден и сведочам пред мали и големи. И така натаму, и така натаму. Каде стои апостол Павле? Каде стои тој цврсто? Во моментот каде што стои во Дела 26 глава, тој е на обвинителна клупа. Тој е обвинет. И животот му зависи од таа одбрана. Ама Павле не е уплашен. Тој стои цврсто во верата, во благодата Божја. 1 Петро 5:12, Петар ќе каже вака: за да ја утешам и уверам дека ова во кое стоите е вистинската Божја благодат. Ние сме повикани да стоиме во вистинската Божја благодат, да бидеме утврдени, да бидеме силни таму. Ние цврсто стоиме во таа Божја благодат. Во Римјаните 5:11-20 апостол Павле ќе пише: преку него со верата добивме и пристап кон оваа благодат во која стоиме. Ние стоиме во Божјата благодат. Отцврстени сме таму. Стоиме на сигурно место. Кога ќе пристапиме во Божјата благодат, пристапуваме како што вели Исус преку тесната врата, понизно пристапуваме затоа што не по наша заслуга тоа, го примаме како милост од Господа, но кога ќе застанеме во неговата благодат, во неговата вера, во неговото пребивалиште, ние стоиме цврсто таму, уверени че кориме кон Господ во вечноста. Стоиме цврсто. Понатаму 11:23 менете вели вака: добро, тие поради неверие беа откршени, а ти поради вера се држиш или стоиш. Не вообразувај се, туку имај страф од Господ. И на крајот ќе стоиме пред Божјиот престол. Во Откровение 20 глава 12 стих вели вака: потоа ги видов мртвите, големи и мали, како стојат пред престол, се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот. И мртвите беа судени според запишаното во книгите според нивните дела. Големи и мали стојат пред Божјиот престол. Не сме повикани да бидеме стуткани и уплашени, туку цврсто да стоиме во Божјата благодат, преку верата во него. Јас често пати ќе кажам вака: да се биде христијанин, вистински следбеник Христов, според повикот кој Христос го има за секој еден од нас, е најголемата и храбра одлука која некој може да донесе во животот. К.С. Луис, тој познат писател, ако го цитирам цело време, вели вака: ако ти треба некој систем на верување кој онака лесно ќе се го победи животот, дека ја не го препорачувам христијанството. Христијанството е малце потешко, ќе бара од тебе, како што вели Христос. Тој што сака да ме следи, нека го земе крстот, нека се откаже од себе си, нека го подигне својот крст и нека ме следи секој ден. И понекогаш што е тешка работа да се одлучи човек да го направи. Тоа не е едноставна работа. Повикани сме на еден таков пат. Не сме повикани да бидеме стуткани и уплашени, туку цврсто да стоиме во Божјата благодат. И апостол Павле зборува и за оружјето Божје. Кој е Божјото оружје? Од 14 до 17 стих ги пишува појасот на вистината.
Ако бидеме внимателни, ќе видиме дека апостол Павле овде во оваа слика пред своји очи има војник, римски војник, со сиот свој оклоп, штит, оружје што го има на ум војникот римски пред себе. Како христијанинот треба да биде облечен? Прво, треба да ги има појасот на вистината. Појасот на вистината. Вистината е она која нас не одржава во Христос. Како што вели апостол Павле на многу места, не поверувавме ние во митови, зборуваме за вистинските сведоштва и сведоци кои го сретнале Христос. Тој вели подосна оклопот на праведноста. Ние не само што стоиме во вистината, ние сме повикани таа вистина и да ја живееме. Ние сме повикани во оклопот на праведноста, да таа праведност за која веруваме дека е во нас, да излезе на виделина. Луѓето да ја видат таа Божја праведност која е во нас. Кога луѓето ќе ги видат христијаните да кажат ова е свет човек. Ова е свет човек во кога пребива Божјата светост. Обувките на благовестието. Што е благовестие? Знаете ли што е благовестие? Благовестие е кога ја споделуваме верата со другите. Тоа е благовестие. Кога им зборуваме на другите зашто Господ направил за тебе, како што Никола каже на почетокот, што Господ направи за мене. И ако сте разознали, прашете го после и тој ќе ви каже што Господ направил за него. И тоа се многу работи што Господ направил за него. Тоа се обувките, спремноста да им кажеме на другите кој е Господ и што тој направил за нас. Апостол Павле вели, земете го штитот на верата. Штитот на верата е многу важен, затоа што непријателот прва работа што ќе сака да направи во твојот живот е да се посомневаш во Бог. Тоа е всушност најпрвото искушение кое постои во Библијата. Првото искушение. Кога змијата ја праша Ева, абе стварно ли Бог не ви дава ништо да јадете, замислете. Значи Бог све ви забрани, ништо не смеете да јадете. Ева вика, не, Бог све ни дае, само ова не смееме да го јадеме. Вика, абе, окей е тоа, ама Бог знае дека моментот кога ќе јадете тоа, ви ќе станете како Него. Како звучи тоа? Ќе станеш како Бог. Искушение. Целиот принцип на сатаната со сите напади да се посомневаш во твојата вера, да ја растресе твојата вера во Бог. Тоа е поинта. Затоа што тој знае, како што вели апостол Павле во Римјаните, без вера не е можно да му се угоди на Бог. И вели, ќе треба да го земете шлемот на спасението. Исто непријателот користи многу од тие што јас ги викам mind games. Спасението кое ние го имаме е сигурност во која ние се надеваме. Ако за нешто може да бидеме сигурни за спасението, зошто? Затоа што тоа е завршена работа. Не е нешто кое јас треба доправа да го заработам. Спасението, ако ние сме пристапиле со вера, точка, можеме да бидеме сигурни не затоа што нашата вера е јака, туку затоа што Христовото дело е конечно. Тоа е шлемот на спасението, затоа што непријателот ќе дојде и ќе постави многу прашања тука. Ама чекај се, тоа го направи. Мајнгеймс ќе почне ќе те врти во круг. Ќе те врти во круг и нема тоа крај. Нема крај тоа. Се додека не се посомневаш во својата вера и после ќе бараш други начини. И од сите работи кои ги имаме како оружје Божјо, единственото оружје кој го има за напад е Божјиот збор, мечот. Божјиот збор. Мечот е Божјото слово, Библијата. И тој меч Исус ни покажа како да го користиме. Кога тој беше 40 дена на искушение и кога сатаната го искушуваше Исус, тој одговараше преку Божјиот збор. Зашто Божјиот збор е вистината. Божјото оружје го опфаќа целиот христијански живот, од првиот чекор во вера, преку живот во преобразба и посветување, преку сведоштвото за Христос пред светот што Господ направил за тебе, спасението и ветувањето во кое обстојуваме како заедница, и сето тоа преку ветувањата и инструкциите на Божјиот збор, кој како меч продира длабоко во нас и не обликува одвнатре. Тоа е природата на Божјиот збор. Кога го читаме Божјиот збор и ве предизвикувам, посветете малце да го читате, да видите како навлегува внатре во вас, на места каде што не си бил ни свесен дека ги имаш. И само Господ вади некој работи од тебе.
А прашањето е како ние се облекуваме тогаш како таков воин? Дали има некоја стратегија, дали има некаков начин, како јас да го земам целиот тој оклоп во мене? Одговорот не е до 17 стих. Обично кога го читам овој текст за Божиот воин, за Божиото оружје, застануваме со 17 стих, но Павле продолжува понатаму и објаснува како ние се облекуваме со тој Божи оклоп. Реално се дека комплетното разбирање на овој текст е во 18 стих, каде Павле пишува на кој начин тоа го облекуваме, а тоа е преку молитвата. Молитвата беше местото каде во последните неколку месеци се одвиваше и една голема духовна битка и во нашиот живот. Молитвата е место каде што апостол Павле не повикува да дојдеме, каде Господ во тишината, каде Господ во нашето самоанализирање, на тоа место каде што само Господ може да изборува, таму Господ ќе зборува за твојата внатрешност, за твоите прашања, за предизвиците за кои се соочуваш, ќе ти зборува многу. За твоите сомнежи ќе ги извади на површина, за твоите погрешни заклучоци, за некои само перцепции до кои си дошол. Молитвата е местото каде што тоа се случува. Но за молитвата да се случи, ние мора да оставиме простор во нашиот распоред. Молитвата е како место на градење однос. Место на градење однос. Молитвата е место каде што ние со Бог се среќаваме и мора да посветиме малку време за да го слушнеме тој Божи глас, што има да ни каже. Молитвата не е едносмерна улица, јас само да му кажам, Боже, тоа ми треба, до тогаш ми треба. Туку место е да го прашам Господ, Господи, има ли нешто во мене? Како што вели псалмистот Давид во 139 псалм, испитај ме, Господи, и види што се наоѓа во мене, затоа што јас не знам. Јас можеби знам некои работи за мене, ама не знам се. Јас имам потреба ти да ме испиташ од внатре и да истражиш се и да видиш што не е според твојата волја и да го извадиш од мене. Таков еден пристап на молитвата ни е потребен во тихување, во слушање на Божиот збор, во читање на Божиот збор. Да видиме што Господ има на нас да ни каже без било каков страв. Во последните 2 месеци со Вани бевме во една вистинска духовна борба, едноставно во молитва. Непријателот понекогаш многу суптилно, но понекогаш многу јасно сака да бидеш надвор од таа мисија. И ќе ти постави многу различни прашања, ќе употреби некој збор што сме го слушнале, некој збор од некој брат или сестра во Христос кој сме го слушнале, ќе го употреби тој збор и каже, ја види што мислел за тебе, Види како се ти. Гледаш ли како се ти? Ќе употреби некоја ситуација. И таа ситуација ти ќе ја доживуваш одново и одново во твојата глава. Некоја непријатна ситуација ќе ти дојде, ќе ја искусиш и ќе помени таа ситуација, викаш помена ситуацијата. Но ќе сидиш дома и тогаш кога не очекуваш, ќе го исклучиш телевизорот, ќе легнеш на спиење и само мислите почнуваат. И ја проаѓаш цела ситуација во глава, си кажеш, а чекај се, тоа што го кажав, како ме разбра? Дали вистински кажав како што треба? Па некој пријател или некој човек од црква може да не обесрабри, многу може да не обесрабри. Онака да видиш што правам ја тука, човече. Постојано ти шепка непријателот, еве за нас кажам, за мисијата во која сме повикани. И тоа што е една од важните работи, непријателот се обидува да не се сватиш себе си сериозно. Како тоа што јас сум прашинка, ништо не правам јас. Не е тоа важно што јас го правам. Да не се сватиш сериозно. Подобро, понекогаш ќе ти каже, подобро Живко да беше да работи некоја батарина. Колку лесно е тоа, човече. Си седиш таму, штрак. Так, си одиш дома, работата си останува таму, на никој не си сгрешил. Може само фала да луѓето и фала ќе ти ја на секој на батарина кој плаќаме, фала и си одам. Цело време фала некој ти кажува. Зошто? Зашто му ги взимаш парите? Како и да е? Или Живко да беше кој шофер. У камион си, сам си. Баш ти гајле и така натаму. Отколку сега оде да се мачи Живко, и не само тоа, полошо да ги мачи другите. Тоа е полошо уствари. И непријателот се обидува секојаш да ти шепка некои работи, кој ќе те потреса за тоа кој си ти, што правиш, зошто го правиш.
Непријателот води страшна црна кампања против црквата. Но знаете во што е утехата? Тоа е и се што тој може да направи. Ништо повеќе не може да направи. Може да води само црна кампања. Не може ништо да направи. Не може, но тука не застанува работата. Ние ако навистина се облечеме во Божјото оружје, ние дури ќе бидеме во состојба да се бориме против него, па дури и да го победиме. Не само да бидеме во некаква дефанзива да кажеме не ме дираш, што и да ми кажеш, не ме дираш. Не е поента во тоа. Поента е дека Божјото оружје го облекуваме за да се бориме. Не само да стоиме во некаква дефанзива, и се бориме со непријател. Тоа не значи, еден дисклеймер морам да кажам, дека ако си облечен во Божјото оружје, онака како што апостол Павле го кажува, тоа не значи дека ќе немаме никакви потешкоти во животот. Павле го пишува тоа од затвор, мислам. Но не вика секи вид света. На крајот на краиштата Павле е таму каде што е и дури тој ќе заврши со маченички живот. Всушност, дури кога го пишува ова, тој е во затвор како што кажам, но тој разбрал една важна работа во целата приказка во која тој се наоѓа. Неговата борба не е против крв и тело, туку против началствата и властите и поднебесните сили. Тој многу добро го разбрал тоа. Тој гледајќи од чуварот на својот затвор, пишувајќи го во послание, тој не гледа во него како изворот на проблемот. Човекот не го гледа како изворот на проблемот. Тој го гледа, човекот кој го чува него во келија, го гледа како потенцијал да ја сподели Божјата љубов со него. Така го гледа човекот. Иако тој го држи за решетки. Павле е свесен дека оној кој му се противи константно во мисијата е некој кој само ги користи луѓето за своја цел. Апостол Павле дури смртта со која тој ќе пострада, подосна ќе ја гледа како голема победа и влезе во славата во која тој стои цел живот. Искусувајќи смртта, тој влегува како победник. Така апостол Павле гледа на таа борба. И апостол Павле завршува со според мене едни од најубавите зборови од било кое послание. Има поздрави и честитки тука, кој ќе прати, кој нема да прати, но последните зборови се прекрасни. Вели вака: благодатта нека биде со сите што го љубат нашиот Господ Исус Христос со нераспадлива љубов. Амин. Благодатта нека биде со сите кои го љубат Господ Исус со нераспадлива љубов. Дали понекогаш така сте размислувале за љубовта? Дека љубовта е нераспадлива. Со овие зборови не остава апостол Павле. Да се љуби Христос со нераспадлива љубов значи да се биде достапен за него. Не се работи за тоа колку си надарен, колку си спремен, колку дали си достапен за Бог. Нашата достапност за Бог ќе биде вистинскиот тест за нашата љубов за него. Односот со Бог е како и односот кој го градиме со нашиот ближен, со нашиот сопруг, со нашата сопруга, со мојата сопруга. Ако јас тврдам дека ја љубам Фани, и тоа е моје тврдење, а при тоа се друго во животот има приоритет пред неа, немам време за неа, немам енергија за неа, се одмарам од неа, а не со неа, прашањето е, каква љубов јас имам за неа? Каква љубов јас имам за мојата сопруга, ако мојата дефиниција за љубовта е таа? Каква љубов јас имам за мојата сопруга? Апостол Павле не предизвикува токму со овие прашања. Прашањето кое јас сакам да го поставам сега за нас, и тоа го кажав пред некоја недела. Се седиме со мојот драг брат и пастор Филип Иванов во Африка, во џунглата седиме таму и си правиме муавет. И сикам, брат, што правиме ние тука, човече? Што правиме во Африка? Живко и Филип во Африка. Демек, Африка од нас зависи. Демек, ние ќе дојдеме таму, ќе додадеме нешто во Африка, или ќе помогнеме нешто, или ќе направиме нешто таму. Што правиме ние тука? Зошто? Пошто знам дека во Скопје, во нашава црква има многу поспособни луѓе од нас. Има подобри говорници, подобри све подобри. Што правиме јас и ти тука? И се зборуваме така и анализираме. Јас сакам дека не е само за Африка, туку во секој аспект од животот.
по прашање на верата, по прашање на повикот кој Господ ги има за нас, по прашање на даровите кои Господ сака да ги искористи преку нас, да го направи овој свет побаво место за живење. Не се работи за ништо друго, освен за една работа. Прашањето е, дали си достапен за Бог? Тоа е прашање. Дали си достапен за Бог? Се за нас како една рефлексија, како црква, како локална црква која се молиме и за Скопје, за нашите ближни, ќе поставам неколку прашања. Колку од нас стражариме во молитва постојано? Да се стражари во молитва не се бара ништо друго од тебе, освен, како што вели Исус, да се затвориш во твојата соба и да едноставно ги затвориш очите и да се молиш. Ништо повеќе не се бара. Тоа не е, за тоа не ти треба талент, не ти треба дар, не ти треба ништо друго. Не ти треба контекст. Треба да бидеш достапен. Ништо повеќе не се бара од тебе. Прашањето е, дали посветаш време во молитва? Прашањето до мене е, дали јас посветам време во молитва? Затоа што апостол Павле кажува дека борбата не е против крв и тело, но против поднебесните сили. Да се борам против поднебесните сили. Што и да значи тоа во одреден контекст? Не можам да го направам тоа преку мојата самоиницијатива, преку моите дарови и таленти, преку моите способности, преку моите мудрувања, преку и трпео, некои снадливости. Не може. Едноставно не бива така. Мене ми треба духовна сила да се спротиставам на таа духовна борба. Колку од нас стражариме во молитва постојано? Второ прашање е, кога веќе зборуваме за растеж во верата, колку од нас сме спремни да го отвориме нашиот дом за училиште? Колку од нас сме спремни да го отвориме Божиот збор и да свети преку нашиот дом, внатре во нашиот дом, да го студираме Божиот збор, кој е меч со две острици, како што кажува апостол Павле. Дали црквата е спремна, тоа е едно прашање за секој еден од нас. Дали црквата е спремна да го дочека она што би дошло како бран од Светиот Дух? Постојано слушам сега, бев во Данска пред 2 недели и слушам како интересот за младите, зборувам за младите помеѓу 10 и 13 години, за вера, за Библија, за духовни муабети, е порасна на 500%. Луѓето, тој некој материалистички поглед на светот веќе не проаѓа. Го пробавме тоа. Генерација која најмногу се посветила на терапија, на здраве, не знам, станува најдепресивната генерација во историјата на светот. Не сме задоволни. Луѓето не се задоволни. Го прикриваме тоа секако. Го прикриваме. Не се предаваме лесно. Нема да кажеме на сите, јас страдам. Додека тоа не излезе до таа мера што веќе не можеш да го криеш тоа. Во историјата на светот стануваме најнестрекната генерација со сите можни луксузи кои ги имаме околу нас. Да знаете дека сме генерација, најбогатата генерација во историјата на светот. И тоа сме. Тоа што ќе го добиеме како материјално станува не е одговор. И некои општества кои се неколку чекори пред нас го увиделе тоа. Младите веќе ништо не ти значи што и да добиеш материјално. Не значи ништо. Се си пребиваш во таа една депресија. И тоа што го слушам во Европа, реално има еден бран околу луѓето доаѓаат и ја бараат таа подлабока димензија на животот. Бараат некако духовно заедништво. Бараат нешто. Прашањето за нас е дали јас како црква ќе бидеме спремни да ги дочекаме тие луѓе да кажеме не сум јас одговорот, но јас го знам одговорот. Одговорот е Христос, на вистина Христос. Нема друг одговор. Нема подлабок одговор од тоа. Зашто Христос ветува, единствено Христос ветува живот во изобилство. Живот во изобилство. Не се мисли на материјално изобилство. Се мисли на живот кој е целосен. Живот исполнет со неговиот мир. Исус вели, жетвата е спремна, ние треба да се молиме за работници. Ние имаме клучна улога во освојување на земјата која Бог ќе отвора да ја освоиме, да ја подобриме како носители на Божиот лик, да бидеме спремни
за оно што Господ го носи во нас, преку нас, во нашата околина. И јас верувам, цврсто верувам дека доаѓа една генерација која ќе ги постави тие прашања. Кој ќе ни го постави прашањето која е смислата на животот. Каде може да бидам јас исполнет? Прашањето е дали одговорот кој го знаеме когнитивно и рационално, за тоа што сме го читали Библијата, е вистина внатре во нас и таа може да се прочита без да кажеме избор. Тоа е прашањето за секој од нас. И само како црква да се молиме и да пребиваме во таа љубов во која апостол Павле не поикува, да го љубиме нашиот Господ Исус Христос со нераспатлива љубов.